Канал 5 го следи гласањето од отворањето на гласачките места во 7 часот. Пред 1 час бевме во општина Ѓорче Петров, а во моментов екипата на Канал 5 е во општината Киселавода во Скопје, поконкретно во средното училиште Васил Антевски Дрен. Тамо е Јорданчо Цветановски. Јорданчо, добро утро и повели да чуеме дали и таму навреме бе отворени избирачките места. Така е, Борче, добро утро пред се. Гласачките места, како што можам, како што кажа дел од избирачкиот одбор, беа отворени навреме, односно во 7 часот и досега се соочуваат без никакви проблеми. Тече гласањето, избирачите доаѓаат, иако, како што кажа од изборниот одбор, за сега во однос на првиот круг излезеноста е, можам да кажам, малку помала. Да слушнеме во продолжение што кажа од избирачкиот одбор. Гласањето почна точно во 7 часот, без никакви проблеми, отворено беше во 6 часот, се беше спремно, гласачите доаѓаат и го остваруваат нивното право на глас, се е во ред без никакви проблеми. Каква е според вас излезноста во однос на првиот круг? Ако може на мала споредба да направи? Па спрема она што досега има излезено број на гласачи, мислам дека е помала во однос на првиот круг на гласање, па во текот на денот граѓаните ќе излезат и ќе си го остварат своето право на глас, да се надеваме дека ќе излезеноста ќе биде поголема. Така, инаку гласањето завршува денеска во 19 часот, пошто се затвораат избирачките места и ќе следи пребројување на гласовите и веројатно во текот на ноќта ќе ги знаеме оние официјални резултати за тоа кој градоначелник во која општина победил. Тоа се за сега сите информации, Борче, тука од терен. Ние продолжуваме во друга општина, така што во следните информативни изданија повторно ќе се вклучиме.